Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Гласна надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Гласна надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Поздрав, почитувани гледачи, се радувам што денеска може да бидеме повторно заедно. Поздрав у студиото на Адвентистичко радио Гласна надежта. Ја започнуваме нашата утринска програма, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. И ова емисија би сакал да ја започнам со убав библиски текст кој го наоѓаме во посланието до Римјаните 5 глава 5 стих. Надежта не посрамува. Во овој свет многу надежи се рушат. Може би сме се надевале на човек, на пријател, на некој соработник, било на што во животот, но тоа е минливо. Сите ние сме минливи и смртни како луѓе. Луѓето се надеваат, например, на некој на богатство, на некоја позиција, на човечка подршка, но човекот заминал, може би отишол во друга држава да живее, или го снемал едноставно и нашата надеж пропаѓа. Значи, сите тие работи што ги спомнав, богатство, позиција, човек се минливи или несигурни нешта. Надежта што доаѓа од Бога е поинаква, почитувани гледачи. Таа е основана на неговата љубов и на Христовата жртва. Затоа апостол Павле не уверува дека таа надеж никогаш нема да не посрами. Значи, ако се надеваме целосно на Господа, таа надеж никогаш нема да не изневери, зашто Господ, како што вели апостол Павле во Евреите, истиот е вчера, денес и утре. Нека и во овој ден кој е пред нас, Господ да биде наша надеж, извор на нашата сила и мог кој ја црпиме од неговите ветувања и од она што тој го прави постојно за нас. Одеме сега да ја видиме и да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Исус од небото дојде, од гревот не избави, за нас тој на Голгота појде, таму распнат на крстот е. Нешто поголемо, гревот да го откупи, да Исус е тој, што умре за нас, на овој свет зборува.
секој што бара прошка, биде со мене в царството. О, има ли глед од љубов да е нешто поголемо, гревот да го откупи, на Исусе тој што умре за нас, на овој свет зборува, тој крст голготски, на овој свет зборува, тој крст голготски. Парабола за лозарите. Прашање за давање на царскиот данок, за воскресението на мртвите и за најголемата заповед. Давидов син и Господ. Потребно е чување од книжниците. Вдовичината лепта. Глава 12. И почна да им говори во параболи. Еден човек насади лозје и го загради со плот, па ископа бунар и созида кула, и откако им го предаде на лозарите, си отиде. А кога дојде времето, испрати кај лозарите еден слуга за да го прибере од нив плодот на лозјето. Но тие го фатија слугата, го натепаа и го испратија празен. И пак испрати при нив друг слуга, и нему со камења му ја рассепија главата, па го отпуштија посрамен. Испрати и друг, него пак го убија, и мнозина други или натепаа, или пак ги убија. Па, како имаше и еден син, кој му беше мил, го испрати најпосле и него при ним белејќи, ке се засрамат од сина ми. Но лозарите си рекоа помеѓу себе, ово е наследникот, ајде да го убиеме и наследството ќе биде наше. И, како го фатија, го убија и го испалија надвор од лозјето. Што ќе направи пак господарот на лозјето? Ќе дојде и ќе ги погуби лозарите, а лозјето ќе го даде на други. Зар не сте читале во писмото? Каменот што го отфрлиат зидарите стана глава на аголот. Од Господа е тоа и чудесно е во очите наши. И сакаа да го фатат, но се уплашија од народот, оти разбраа дека за нив ја кажа параболата. И кога го оставија, си отидоа. А пратија кај него од фарисеите и од иродовците за да го фатат на збор. Тие дојдоа и му рекоа: Учителе, знаеме дека си правичен и дека не се боиш од никого, оти не гледаш кој е кој, туку вистински поучуваш за патот Божи. Треба ли да се дава данок на царот или не? Да даваме ли или да не даваме? А он, знаејќи ја нивната лицемерност, им рече: Зошто ме искушувате? Донесете ми еден динар и да го видам. И тие донесоа, па им рече: Чиј е овој лик и надпис? Му рекоа: На царот. Тогаш Исус им одговори и рече: Подајте го царевото на царот, а Божјото на Бога. И тие му се чудеа. Дојдоа при него и садукеите кои вела дека нема воскресение, па го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсеј ни напиша: ако некому умре братот и остави жена, а деца не остави, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека го воздигне потомството на брата си. Беа 7 браќа. Првиот зеде жена и кога умре, не остави пород. Неа ја зеде вториот брат и умре, но и тој не остави пород, исто така и третиот. Ја зедоа сите 7 и не оставија пород. По нив умре и жената. При воскресението, кога ќе воскреснат, на кого од нив таа ќе биде жена? Од тие 7 ја имаа како жена. А Исус им одговори и рече: Зар не се лажете?
бидејќи не ги познавате ни писмата, ниту силата Божја. Зашто кога ќе воскреснат од мртвите, ниту ќе се женат, ниту ќе се мажат, а се како ангели на небесата. А за мртвите дека ќе воскреснат, не сте ли читале во книгата на Мојсеја, како му рече Бог при капината? Јас сум Бог Авраамов, и Бог Исаков, и Бог Јаковов. Но он не е Бог на мртвите, а Бог на живите. Вие пак многу се лажете. Тогаш пристапи еден од книжниците кој ги слушаше како се препираат и увиде дека Исус им одговараше добро, па го запраша: која е прва од сите заповеди? А Исус му одговори: Прва од сите заповеди е: чуј, Израиле, Господ Бог наш е еден Господ. Затоа возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, и со сета своја душа, и со сиот свој разум, и со сета своја сила. Тоа е првата заповед. А втората е слична на неа: возлюби го својот ближен како себе си. Друга заповед, поголема од овие, нема. Книжникот му рече: добро учителе, право кажа дека Бог е еден и дека нема друг освен него, и дека да го љубиш со сето срце и со сиот разум и со сета своја душа и со сета сила и да го љубиш ближниот свој како себе си е повеќе од сите прилози и жртви. Исус, па кога виде дека умно одговори, му рече: Не си далеко од Царството Божјо. Потоа никој веќе не смееше да го праша. И кога одговараше, Исус, проучувајќи го храмот, рече: Како зборуваат учениците дека Христос е син Давид. Сам пак Давид кажа светлиот рече Господ, светлиот е христијан. Дури коите не пријатни го помогите на нозете твои. И така сам Давид го нарече Господ. Од каде тогаш да не е твој син? И многу народ го слушаше со сладост. И им рече потоа во својата порука: Чувајте се од книжниците кои сакаат да одат променети и да ги поздравуваат по улиците. И предни седишта во синагогите, како и први места на гозбите. Тие што ги подјавуваат домовите на вдовиците и лицемерно долодесенува, ќе бидат потешко осудени. Па сега Исус протеко в чежето и гледаше како народот пушта пари во него. Мнозина богати пуштаа многу, и кога дојде една бедна вдовица, пушти 2 лепти, што прават еден подрант. А Исус, кога ги повика учениците своји, им рече: Вистина ви велам, дека оваа сиромашна вдовица даде повеќе од сите што пуштија по ковчежето, зашто сите пуштија од својот вишок, а таа од својата сиромаштија. Последни воз сада креće, последни poziv čuje se. Evo odmah dolazim samo da uzmem ono što mi je najdraže. I u rukama svojim dva kofera teška, a unutra stvari prolazne. I uzbuđeno trčim da u vagon uđem, da mi zadnji voz ne proleti. I pokušavam da na vrata uđem ja, al ne mogu proći od dva kofera. I nešto brzo moram smisliti, ili ću na polju ostati. Pa ajde probam prvo kofere, da ih nekako okrenem. Ja u poludeću, hvata me panika, ostaće stvari moje najdraže. Poslednji voz sada kreće, poslednji poziv čuje se. Evo odmah dolazim samo da uzmem ono što mi je najdraže. I u rukama svojim dva kofera teška, a unutra stvari prolazne. I uzbuđeno trčim da u vagon uđem, da mi zadnji voz ne proleti. I pokušavam da na vrata uđem ja, al ne mogu proći od dva kofera. I nešto brzo moram smisliti,
ili ću na polju ostati. Pa ajde prvo kofere, da ih nekako okrenem. Ja poludeću, hvata me panika, ostaće stvari moje najdraže. I kad za tren bolje razmislim, bacit ću sve svoje slabosti. Kofere od kojih ne mogu, da na mala vrata uđem ja. I evo čujem glas, hajde, peni se, Isus ide skoro, doći će. Ma daj, pusti te kofere, i celim srcem Hrista prihvati. I celim srcem Hrista prihvati. Celim srcem Hrista prihvati. Што е пекол и каде се наоѓа? Во јули 1976 година Гари Гилмор влегол во продавница на бензинска пумпа и го убил продавачот. Следната вечер со истиот пиштол го приселил младиот хотелски службеник да му ги предаде парите, а потоа побарал од својата жртва да клекне и ја усмртил со истрел во тилот. Најголем дел од американците сметале дека овој човек заслужува смрт за овие ладнокрвни убиства. Но кога судот на државата Јута го осудил на смрт со стрелање, започнала жолчна расправа на сојузно ниво. Никој во Америка не бил осуден од Врховниот суд со смртна казна стрелање, речиси една деценија. Гасните комори и електричните столови долго не се користеле, а можноста за нивното повторно активирање вознемирила многумина во Америка. Адвокатите кои го застапувале правото на живот очајнички се обидувале да го одложат извршувањето на казната врз Гилмор, иако тој самиот побарал да умре. Здруженијето против смртната казна силно протестирало, нарекувајќи ја нехуман пагански ритуал. Други ја одобрувале смртната казна како средство за спречување на потенцијални убиства со предомисла. Некои луѓе и се јавувале во државниот затвор, нудејќи доброволна помош при стрелањето. И така продолжила таа јавна расправа. Има ли државата право да му го одземе животот на човекот, односно на Гари Гилмор? Дали за тој човек имало друго решение? Кој е најхуманиот начин за извршување смртна казна врз осуден криминалец? Некои дури мислеле дека инекцијата со смртоносна доза би била најбезболна, додека други тврделе дека прво би требало да биде обесен. Во сите овие расправи, почитувани пријатели, во сите овие горливи дебати за самата смртна казна, никој не размислил за една можност. Никој не предложил Гилмор да се измачува се додека не умре затоа што имал долгогодишно злосторско полициско досие. Тој сурово одзел 2 живота. Изгледало дека тоа бил безнадежен патолошки случај. Па сепак, никој од оние кои најгласно ја поддржувале смртната казна не предложил Гилмор да биде измачуван. Никој, например, не побарал полека да го горат додека не умре. Сепак, многу искрени христијани очекуваат нашиот небесен татко да постапи посурово од нас. Безбожниците велат тие мора да умрат, да бидат измачувани за да платат за своите гревови. Тие велат дека злите мора да бидат мачени за своите гревови и дека за нив пеколот ќе биде идеално место на кое тие, значи грешните, вечно ќе се измачуваат. Место на кое агонијата на грешниците ќе трае вечно.
Почитувани пријатели, тогаш што се случува со безбожниците во пеколот? И како секако нивната конечна судбина се согласува со Божјата љубов и праведност? Да ги побараме библиските одговори во продолжението на ова проучување, односно нова лекција. Во јули 1976 година Гари Гилмор влегол во продавница на бензинска пумпа и го убил продавачот. Се додека на овој свет владее гревот, почитувани, човечката беда ќе се зголемува. Затоа гревот во целост мора да биде уништен. Ако луѓето одбиваат да го отфрлат гревот, ќе прекинат својата врска со сатаната и ќе останат во своите гревови. Ако не сакат да прекинат таа врска, Бог ги моли луѓето да го прифатат и да бидат свесни за гревот. Пророкот Езекил го пренесува секогаш оној повик Божи: кажи им, жив сум јас, говори Господ Бог. Јас не ја посакувам смртта на грешникот, туку грешникот да се одврати од својот пат и да остане жив. Вратете се од вашите лоши патишта. Зошто да умрете вие, доме Израелов? Езекија 30 глава, 11 стих. Исус понатаму продолжил да го упатува истиот повик во текот на целокупната своја служба додека бил овде на оваа земја. Читаме: дојдете при мене, сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Матеј 11 глава 28 стих. Кога извикал на крстот: татко, прости им, оти не знаат што прават, потоа додава: Боже мој, зошто си ме оставил? Матеј 27:46. Откако ги изговорил тие зборови, умрел со скршено срце, запишал Јован во 19:30. Крстот открива, почитувани, колку Бог сака да го спаси човештвото, но и покрај овој силен приказ на божествената љубов, многу луѓе, многу поединци не сакаат да се обратат кон Исуса. Тие кои истрајуваат во гревовите, на крајот ќе доживеат пекол. Што е тоа пекол? Може би се прашувате и каде се наоѓа? Додека гледате како огнот ги голта оние за кои Исус умрел за да ги спаси, Исус ќе го раскинува чувството на болка. Исус ќе пати за таквите луѓе. Господ нема да задоцне, вели Библијата, со своето ветување, како што некои мислат за бавењето, но долго време трпи, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покајат или сите да се спасат. 2 Петрова 3 глава 9 стих. Почитувани пријатели, Исус сака сите да бидат спасени и да го избегнат уништувањето што ја очекува ова земја, ова планета која е загадена со грев. А Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден, пишува понатаму, небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат. А ние, понатаму вели Петар, според неговото ветување, очекуваме нови небеса и нова земја во која пребива правдата. 2 Петрова 3 глава 10 и 13 стих. Се додека на овој свет владее гревот, човечката беда ќе се зголемува. Затоа гревот во целост мора да биде уништен, и тоа од корен. Ако луѓето одбиваат да го отфрлат гревот, ќе ги снема, како што вели Јован, во огненото езеро, Откровение 20 глава. Христос ќе страда кога ќе мора да ја исчисти вселената од гревот и да ги острани оние кои упорно се држале за гревот, оние за кои тој умрел и за кои сторил се од своја страна за да ги спаси. Понатаму, каде и кога ќе гори огнот на пеколот? Спротивно на решереното верување меѓу многу луѓе, Бог нема место кое ние го нарекуваме пекол, во кој заминуваат денеска грешниците кои ќе умрат. Пеколот ќе настане кога целата земја ќе се претвори во огнено езеро, вели апостол Петар во 2 Петрова 3 глава од 9 до 13. Безбожниците не одат во пеколот во мигот на својата смрт. Бог чека
со извршување на својата казна до завршниот дел, до судот на крајот од 1000 години, Откровение 20 глава 9 стих. Господ знае како да ги избави побожните од искушенија, а неправедните да ги запази за казнување по денот на судот. 2 Петрова 2.9. Бог ќе изложи целата наша планета на оган кој чисти, тој оган ќе уништи се, а сегашните небеса и земјата со истото слово се запазени и се чуваат за оган до денот на судот и погибелта на безбожните луѓе. 2 Петрова 3.7. Бог никогаш, почитувани, не планирал некој човечко суштество да го заврши својот живот во огнот што ќе ја изгори оваа земја. Но кога некој ќе одбие да ја раскине својата врска со сатаната и ќе остане во своите гревови, тој на крајот ќе мора да ги понесе последиците од своите гревови, секако и од својот избор. Тогаш ќе им рече на оние од левата страна: одете си од мене, проклети во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Матеј 25:41. Кој според Исусовите зборови ќе се најде во пеколот, еве што пишува понатаму: а непријателот што го посеја е ѓаволот, жртвата е свршетокот на векот, а жртварите се ангели. Како што каколот се собира и гори во оган, така ќе биде и крајот на векот. Синот човечки ќе ги испрати своите ангели на оваа земја, секако тоа ќе се случува, кои ќе ги соберат од неговото царство сите соблазни и оние кои вршат беззаконие и ќе ги фрлат во огнена печка. Таму ќе биде плач и чкртање со заби. Но тогаш, понатаму пишува, праведниците ќе светнат како сонце во царството на својот татко. Матеј 13 глава 39 до 43. Каколот, односно оние што прават зло, ќе бидат уништени на крајот од светот. Пред извршувањето на оваа пресуда, целата вселена ќе се увери дека Бог постапува праведно кон секое свое суштество, кон секој човек. Во големата борба која ќе се случува помеѓу Христа и сатаната, овој вториот непријателот се обидува да ја докаже на целата вселена дека патот на гревот е подобар, а Исус покажува дека патот на послушноста е клучот за животниот успех. Ова, почитувани, докажување ќе го достигне својот максимум или своја кулминација за време на судењето на сатаната, неговите ангели и сите изгубени безбожници на крајот на светот. На крајот од 1000 години, бидејќи ангелите ќе ги отворат записите кои откриваат каква улога имал секој човек на оваа земја, на оваа голема драма, Бог ќе ги фрли во огненото езеро сатаната, смртта и пеколот, заедно со секој поединец кој не беше запишан во книгата на животот, пишува во Откровение 20 глава 15 стих. Според овој стих кој следи во Откровение 21.1, Бог откако со оган ќе го исчисти светот од гревот, ќе создаде ново небо и нова земја. И тогаш ќе започне еден нов живот. Друго прашање, трето, колку долго ќе гори огнот на пеколот? Многу верници сметат дека огнот на пеколот ќе гори вечно, создавајќи вечни маки. Да ја земеме, почитувани пријатели, на пример, сликата на пеколот што ја дал Джонатан Едвардс. Еве што тој запиша. Пеколот е место за мачање, каде се мокниот Бог постојно го распалува пламенот на огнот врз тебе. Ти викаш, молејќи го за милост и звечајќи со синџирите на својата беда, но Бог седи на својот престол, неподвижен, намортен и гневен, а неговите вилици се стегнати додека ужива во мачењето на осудените. Малку верници денес, почитувани пријатели, може да сакаат еден таков Бог, страшен и гневен. Многумина се уште ја прифаќаат помислата дека за вечниот пекол дека е вистина, бидејќи им е кажано дека така учи Библијата. Но дали е така?
Дали навистина учи за пеколот? Да ги разгледаме внимателно следните стихови кои опишуваат како Бог постапува со гревот и со грешниците. Во пламен оган, за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бога и не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат, понатаму пишува, казнети со вечна пропаст, далеко од лицето на Господа и од славата на неговата сила. 2 Солуњаните, 1 глава, 8 и 9 стих. Забележете дека вечна смрт не е исто што и вечно мачење. Всушност, тоа значи дека последиците на уништувањето се вечни, вечна смрт. Вечната смрт е дело на вечното уништување. Еве што рекол самиот Исус Христос за пеколот додека бил на оваа земја. И не бојте се од оние кои го убиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Матеј 10 глава 28 стих. Според Исусовите зборови, во пеколот ќе бидат уништени и телото и душата. Тоа е многу важно да го приметиме. Во својата проповед на гората, зборувајќи за судбината, за крајот на човештвото, еве што Исус кажал. Исус таму зборува за патот и за тесната врата, што водат во живот, а широката врата и простран е патот што водат, таму пишува, во пропаст. Матеј 7 глава 13 и 14 стих. Во непознатиот библиски стих во Јован 3:16 Исус објаснува дека Бог го даде својот единороден син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Тука се споредуваат две спротивни судбини: вечен живот и вечно уништување. Во согласност со овие библиски стихови, почитувани гледачи, можеме да приметиме, да констатираме дека пеколот е последица на смртта на безбожниците. Тоа е всушност она за што јасно зборуваат многу библиски стихови. Цитирам: «Ке биде истребено потомството на безбожниците, вели царот Давид во Псалом 37:28. Самите ќе загинат во својот разрод», пишува Петар во 2 Петрова 2:12. «Безбожниците ќе погинат, ќе се расплинат како дим», Псалом 37:20. «Ќе биде истребена од народот», Дела на апостолите 3:23. Апостол Петар зборувал за судниот ден и за погибелта на безбожните луѓе, 2 Петрова 3:7. И вика понатаму и зборува за оние кои станале Христови непријатели. Нивниот крај е погибел, пишува Павле во Филипјаните 3 глава 19 стих. Сучњаците велат дека оригиналниот грчки збор кој е преведен во нашата Библија со зборот погибел е најсилен израз со кој може да се опише губењето на животот. Смислата и причината за конечната казна во огненото езеро е ослободување на Вселената од гревот, не вечно одржување на гревот. Значи, ослободување од гревот, а не вечно одржување на гревот. Тешко да се замисли дека Христос кој плачел над судбината на тврдоглавиот Ерусалим и кој им простил на сите оние што го убиле, би можел во текот на вечноста да го наблюдува мачењето на осудените, односно на грешните. Библијата не убедува дека и самиот пекол има свој конечен крај. Читам од Библијата. Зашто еве доаѓа ден вжарен како печка. Горделивите и злосторниците ќе бидат како плева. Денот кој наближува ќе ги изгори, говори Господ, над воинствата. Та нема да им остане ни корен, ни гранче, а вам, кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата со здравјето во крилјата и вие ќе излегувате подскокнувајки како телиња на пасење. И ќе ги газите беззакониците како прав под нозите во денот што го подготвувам јас, вели Господ над
воинствата, пишува во Малахе 4 глава од 1 до 3. Што е пеколот и каде се наоѓа, може би се прашувате, почитувани. Безбожниците нема да горат вечно. Огнот ќе ги претвори во пепел, па така ќе биде вечна нивната оддалеченост од Бога. Платата што ја дава гревот е смрт, вели апостол Павле во Римјаните 6:23, а не вечен живот во огнот на пеколот. На крајот од периодот од 1000 години, секој грешник под влијание на злото ќе го преземе последниот решителен напор за да го порази Бога и да го освои новиот Ерусалим, пишува во Откровение 20 глава од 7 до 10 стих. Ете така ќе биде со пеколот. Тогаш Бог со огнен дожд од небото ќе ги острани сатаната, гревот и тие што останале истрани во своите гревови. И слезе оган од небото од Бога и ги проголта, вели Јован во Откровение 20 глава 9 стих. Некој смета дека стихот каде што нивниот црв не умира, огнот не изгорува во Марко 9:48, истакнува дека огнот за мачење е траен и дека црвот на совеста вечно ќе ги гони осудените. Меѓутоа, почитувани пријатели, Исусовите зборови запишани на ова место се цитати од книгата на пророкот Исаија од 66 глава 24 стих. Исаја опишува стравотна гледка во која црви и јада човечко месо, а огнот ги голта телата. Главната мисла представува опис на целосното уништување. Црвот не умира, огнот не се гасне, се додека не ја заврши работата и ништо не остане. Според Исусовите зборови, овој оган е неизгаслив, пишува во Матеј 3:7-12. Никаква сила нема да може да го згасне додека не уништи се во целост. Бог ветува дека од овој оган кој чисти ќе излезе нова исчистена земја, дом за спасените. Зашто поранешните неволи ќе бидат заборавени, ќе бидат скриени од моите очи, зашто еве јас создавам нова небеса и нова земја. Поранешните веќе не ќе се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум. Веселете се и воскликнувајте додека заради она што јас додека ради ова што јас ќе го создавам, зашто еве од Иерусалим создавам воскликнување, од неговиот народ радост и ќе воскликнувам над Иерусалим, ќе се радовам над својот народ. Во него веќе не ќе се чуе ни плач, ни ридање, пишува Исаја во 65 глава од 16 до 19 стих. Каков ден ќе биде тоа? Причините за сите таги ќе ги снема. Бог од секое срце ќе ги острани раните, од гревот, од поранешните веќе не ќе се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум. Нашата среќа ќе биде целосна, совршена, а Исусовото срце повторно ќе му се радува на својот народ. Изразите вечен и за секогаш, почитувани пријатели, во Светото писмо да побараме што тоа значи. Еве неколку стихови кои на прв поглед говорат навидум во прилог на постоењето на пеколот како кој вечно гори. На многу верници мислата за вечно измачување им е одбивна, па не гледаат друго значење поради начинот на кој се толкуваат некои библиски текстови. Како што веќе претходно видовме, вечната мака за која зборува Исус во Евангелието според Матеј 25 глава 46 стих не се однесува на бесконечното горење во огнот, туку вечната погибел е вечно уништување, пишува и апостол Павле во 2 Солуњаните 1:9. Казната и низиниот учинок се вечни, а последица им е вечна смрт. Друг стих пишува нејасен за многу луѓе се наоѓа во Евангелието според Матеј 25:41, во кој Исус зборува за вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Дали зборот вечен не упатува на тоа дека пеколот ќе постои за секогаш вечно? Ајде да го проучиме вистинското, правото значење на истиот израз во други стихови во Библијата.
Во посланието на Јуда, 1 глава, 7 стих, ги опишува Содом и Гомора, дека стојат за пример трпејќи ја казната на вечниот оган. Очигледно е дека овие градови денеска повеќе не постојат и не горат. Огнот е вечен затоа што донел вечно уништување, последиците се вечни. Текстот во 2 Петрова 2.6 јасно укажува дека вечниот Бог ги осуди на пропаст градовите Содом и Гомора и ги претвори во пепел и ги постави за пример на идните безбожници. Безбожниците од Содом и Гомора биле уништени. Тие денес повеќе не се мачат. Ови градови и нивните жители одамна се претворени во пепел и не постојат веќе. Огнот кој ги изгорел е вечен по своите последици, по трајното уништување. Да ја запаметиме разликата. Вечно значи трајно уништување, а не вечно мачење. Бидејќи јазикот на книгата Откровение е сликовит и символичен, некои стихови се толкуваат погрешно на жалост. Например, еве да видиме во Откровение 14 глава 11 стих, каде што стои: димот од нивното мачење ќе се издига во вечни векови, нема да имаат мир ни дење ни ноќе. Ова сигурно звучи како бескајно измачување. Што е пеколот и каде се наоѓа, почитувани? Но да дозволиме во оваа емисија Библијата повторно да се толкува самата себе. Пророкот Исаја се служи со истите изрази, зборувајќи за Божиот суд над безбожниот Едом. Тој вели: неговите потоци се претвараат во смола, неговиот прав во сулфур и неговата земја ќе стане пламната смола. Ни дење, ни ноќе не ќе се угасне, димот ќе и се дига довека, ќе остане пуста од колено до колено, во веки векови, никој не ќе поминува низ неа. Исаја 34 глава 9 и 10 стих. Едомската земја денес повеќе не гори. Огнот веќе одамна се изгасил. Бог употребил книжевен говор за да го нагласи целосното уништување кое требало да дојде на Едом по Божјата пресуда. Текстот во 2 Мојсеева 21 глава 6 стих зборува за обичајот со шило да се прободе увото на робот кој решил да му служи на својот господар вечно. Во овој случај зборот довека, вечно значи додека е жив. Пророкот Јона, кој 3 дена и 3 ноќи поминал во стомакот на морското чудовиште, тврди дека таму бил довека, а во друг превод пишува за навек ме затвори. Јован, односно Јона 2 глава 7 стих. Нема сомневање дека 3 дена во утробата на чудовиштето му се чинело на Јона како вечност. Затоа мораме да бидеме многу внимателни кога го толкуваме символичното, поетско или тој книжевен јазик на Светото писмо. Димот кој вечно се издигнува од огненото езеро е сликовит опис на вечното уништување. Текстот во Откровение 21 глава во 8 стих јасно ни кажува дека езерото кое гори со оган и сулфур е втора смрт. Според тоа пеколот има свој крај. Безбожниците ќе бидат проголтани, ќе умрат за секогаш, ќе ги снема, ќе бидат уништени. Зошто пекол, може би се прашувате, почитувани? На почетокот Бог создал совршен свет, но се појавил гревот и донел хаос, пропаст, уништување и смрт. Кога би се вратиле некоја вечер дома и би нашле се испревртено и украдено, дали би ја оставиле во таква состојба? Се разбира дека не. Би го исчистиле отпадот и таа нечистотија, би ги сврлиле работите што не можат да се поправат и да се користат и би ја исчистиле секако куќата од таванот па до подрмот. Така ќе постапи Бог. Тој еднаш за секогаш ќе ја тргне таа нечистотија и пропаста на гревот и ќе создаде нова земја и ново небо. Но Бог се соочува со сериозен проблем, бидејќи гревот не го уништил само светот, туку и природата.
туку ги заразил секако и луѓето со грев. Гревот ги разорува нашите меѓусебни односи и односот човек со Бога. Човештвото го притискаат многу гревови, злоупотребата на деца, например тероризам, порнографија и илјада други рак рани на душата наша. Бог еден ден мора да го уништи гревот, бидејќи гревот ги уништува самите луѓе. Тој се нашол пред тешка одлука како да го искорени смртниот вирус на гревот, а да не ги уништи луѓето кои се заразени со гревот, со него. Неговото решение било да го земе вирусот во своето тело и да дозволи ракот на гревот да го убие на крстот. Последица на тој потват е, ако ги исповедаме своите гревови, тој верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда, пишува апостол Јован во 1 Јованова 1 глава 9 стих. Бог на секој бесплатно му нуди решение за проблемот на гревот. Жално е што некои не сакаат да земат лек. Тие и понатаму упорно се држат за болеста на гревот. Бог не ги принудува со сила луѓето да одат по патот на вечниот живот. Они кои ќе го отфрлат неговото решение или неговата понуда, на крајот ќе бидат уништени со истата сила, со истата болест на гревот. Вистинската причина за постојањето на пеколот е следново. Зашто викав и не одговаравте, говорев, не слушавте, но вршевте зло пред моите очи и го избиравте она што не беше по волјата моја. Исаја 65 глава 12 стих. Одвоени од Исуса, изворот на животот, поради својата лична одлука, безбожниците ќе сватат што избрале самите, а тоа е, на жалост, вечна смрт. Цената на гревот која е, почитувани? Иако Светото писмо не учи дека огнот на пеколот создава бесконечно страдање, сепак тоа ни дава делумен увид во ужасното искуство на оние што секако ќе бидат изгубени. Пишува во Библијата, зашто е праведно пред Бога да им врати мака на оние кои ве измачуваат, а вам на измачувањите ќе ви дојде олеснување. Во пламен оган, за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бога и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети, пишува таму, со вечна пропаст, далеко од лицето на Господа и од славата на неговата сила. 2 Солуњаните 1 глава од 6 до 9 стих. Што е пеколот и каде се наоѓа? Може би ќе се запрашате, почитувани. Безбожниците цело време се наоѓаат во положба на губитници, бидејќи за секогаш се одвоени од својот Господ, секако и од неговата сила, тие ќе го изгубат вечниот живот и ќе добијат вечна погибел од лицето Господово. Поради тоа ќе бидат уплашени и жалосни, зашто ќе има плач, како што пишува, и чкртање на заби, пишува Матеј во 22:13. Колку ќе биде страшно самото сознање дека ја испуштиле од раце радоста на вечниот живот со Бога и дека никогаш нема да можат да го доживеат сјајот и радоста на поврзаноста со Бога, секако и со своите најблиски. Додека Исус висел на крстот со гревовите кои го оделувале од Отецот, Христос ја доживувал агонијата на вечна одвоеност од Бога. Додека гледаат во темнината пред себе, грешниците ќе гледаат само вечна пропаст. Тие ќе умрат, но без надеж во повторно воскресение. На крајот ќе паднат на колена и ќе ја признаат Божјата праведност и љубов, пишува во Откровение 15 глава 4 стих. Поради тоа, библиските писатели сериозно не повикуваат да ги усогласиме своите одлуки денеска со она што Христос го очекува од нас. А како негови соработници, ние ве молиме да не ја примате напразно Божјата благодат, зашто вели:
Во благопријатно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е благопријатно време. Ете, сега е денот на спасението. Пишува во 2 Коринтјаните 6 глава 1 и 2 стих. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, току светот да се спаси преку него. Пишува во Јован 3 глава 17 стих. Не може да се замисли поголема трагедија од она која настанува кога некој со својот личен избор ја пренабрегнува и отфрла едноставно таа непроценлива Христова жртва и со тоа одлучува самиот одлучува да пропадне за секогаш. Затоа не е ништо необично што Исус рекол: ви велам, така ќе биде на небото. Поголема радост за еден грешник кој се кае, отколку за 99 праведници кои немаат потреба од каење. Пишува во Лука 15 глава 7 стих. Можноста за избор со која се соочуваме сосема е јасна. Или вечно ништување, или вечна одвоеност од Божјата близина, или пак вечно пријателство со Исуса, кој едноставно ги задоволува нашите најдлабоки копнежи. Вашата иднина, почитувани пријатели, е Христос. Што ќе изберете? Уште денес можете да застанете на Христовата страна. Исус вели: дојдете кај мене. Еве молитвата на крајот. Драги татко на милоста, љубовта и правдата, од срце ти благодарам што ме сакаш и што си ми дал Исус да го земе својот живот, да го даде својот живот за мене. Помогни ми сега да застанам на страната на спасението и вечниот живот, а не на страна на вечната смрт. Подготви ме да бидам еден од оние кои ќе клечат крај Исусовите нозе, кој ќе биде крунисан како цар на царевите и како господар над господарите. Исусе, прости ми ги сите греови и помогни ми да ти бидам верен, да ја слушам Твојата реч и сите Твои заповеди. Те молам за ова во Исусово име. Амин. Obnoveni krilja mi davaš
obnovi me, obnoveno srce mi podari, obnovi me, moj Gospode, obnovi me. Obnovi me, povtorno da letam pak, povtorno da živeam. Obnovi me, ti si silata moja, ti si nadešta moja. Obnovi me, ti si silata moja, ti si nadešta moja. Obnovi me. Полека доаѓаме до крајот, драги гледачи, на ова наша денешна емисија. Денес би сакал да ви понудам повторно Библија, целата Библија, Стариот и Новиот Завет. Ова е друго издание, значи мек повес, посебно за младите, малку е со поситни букви, но сепак доволно може да се чита, значи и вие постарите со научари, може да се чита оваа света книга. Ја нудиме бесплатно, доколку ни се јавите на нашиот дежурен телефон 077 819 828. Пишете порака, кажете, напишете од каде сте, од кое место, вашето село, град, улица, а ние ќе ви ја испратиме по пошта бесплатно. Значи овие книги што ги нудиме се бесплатни. Доколку сакате да изучувате Библијата малце подлабоко, еве ви нудиме и бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до крајот, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Изворно надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија може да ја најдете и останатите досегашни одржани емисии на нашиот YouTube канал,
Адвентистичко радио Глас на надежта. Слободно споделете емисијата на ваши роднини и пријатели. Би сакал да ве поздравам уште еднаш на крајот и да ви посакам убав ден и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.